Почитувани, ова се фотографии што ги добив пред малку од параполициските структури испратени вчера во Битола. Ова се тројца членови на онаа група полициски структури, параполициски структури на СДСМ испратени во Битола. Благојче Ј, Маријан Н, Антонио Б, сите полицајци, испратени вчера од единицата за специјални задачи, пратени од така познатиот љубовник на Водно, близок на Зоран Заев и на Оливер Спасовски. Почитувани, ова се специјалци испратени во Битола, во цивилна облека и со цивилни автомобили, кои што немаат официјална потреба да бидат распроделени таму за време на избори, бидејќи се луѓе кои што треба да се занимаваат со тероризам, но таму се испратени и ставени се на располагање на Васко Ковачевски и неговата група во Битола за подкуп и терор врз населението во изборни цели. Почитувани, ВМРО ДПМН ќе продолжи да ги објавува сите нови информации и докази за теророт и злоупотребите на институциите во изборни цели на СДСМ. А сега ќе продолжам со докази за друг вид на притисок од СДСМ кон граѓаните со една цел – гласање во избори за опстанок на режимот. Не запират информациите за притисок, за терор, подкуп, но и за нудење на најразлични удобности на граѓаните, само за глас повеќе за опстанок на режимот. Во поразот прават злоупотреби на сите нивоа, се ветуваат вработувања, бришење на хипотеки, социјална помош, се што ќе им се види примамливо да го понудат. Почитувани, во рака држам докази, испратени од свиркачи за списоци со луѓе, гласачи и за нивните потреби, како и уцени и ветувања, дека ќе се сретнат со некого во кој што имаат доверба, за да им го вети решавањето на проблемот, доколку се даде гласот за СДСМ. Притисоци за глас одат до најсилното чувство, чувството за безбедност и чувството за работа. Ке прочитам неколку имиња и детали од списоците. Џулиета Ш од Тетово. Проблем, стан под хипотека и се нуди помош. Андријана А од Битола. Вработување за керката во Скопје. Наташа П од Росоман. Вработување дипломиран детектив. Јордан П, дипломиран електроинженер, му се нуди подобра позиција во ТЕЦ Неготино. Следи една запишана порака да се најде менче од Прилеп од Сточен пазар преку ОО Прилеп за вработување. Понатаму, Никола Н од Суводол. Запишано вработување на Александар Н, лице со телесен инвалидитет, за кој што е побарана услуга за глас. Ванчо М, вработен самохранен родител со плата од 16.000 денари, му се нуди и се уценува со вработување на неговата керка. Душанка Ј од Бутел, 4 години немала електрична енергија и се нуди решавање на проблемот доколку гласа за СДСМ. Весна С, текстилен работник од Штип, од оние веројатно што станаа без работа во Бргала, бара вработување за синот. Елизабета П, реализирање, внимавајте, на станбено прашање. Почитувани, ова е игра со најболните чувства на луѓето, среде економска криза, среде рецесија, среде затворени фабрики и надоаѓачка енергетска криза. СДСМ го пробива дното. Се служат со сила, со репресија и казни, но и со лаги нудат работа и корка леп на луѓе само и само за глас.
но веќе на сите им е јасно дека никој повеќе не им верува и не им се плаши на луѓето и насилниците од СДСМ, токму затоа и ги испраќаат сите овие докази и стигнуваат до ВМРО ДПМН. Народот е охрабрен, народот е храбар, доставува информации за сите нерегуларности, народот знае дека зад параванот на изборите е тој што одлучува за себе и за Македонија. Почитувани, затоа во недела се гласа за да се стави крај на овој насилнички режим. Нема полошо за Македонија од СДСМ. Ви благодарам.